Проширената конзола на улицата Васил Главинов во центарот на Штип денеска доби асфалтна маса. Со тоа се решава еден од поголемите проблеми во централното градско подрачје во Штип. Градоначалникот Иван Јорданов од лице место посочи дека освен во центарот се работи на терен во неколку населени места во градот, со што градежната сезона е започната и се очекуваат голем број на проекти кои ќе бидат реализирани во наредниот период. Се работи на оваа позиција, но во исто време се работи во населба Дузлак, се работи на улица Корушка, која што очекувам веќе во наредните часови да биде изасфалтирана. Се работи во исто време и пред платото на основното училиште Гоце Делчев, каде што се поставуваат павер елементи. Станува збор за активности за градежна сезона која што ќе биде со позасилена динамика, затоа што се практично завршени сите постапки и најголем дел од економските оператори веќе се влезени со работа. Во наредниот период треба да започне со реализација изградбата на кружниот тек кај паркот Кртеке, кој ќе нуди поголема безбедност за учесниците во сообраќајот, како и почеток на најголемиот капитален проект во Штип, изградба на булеварот Партизанска. Јорданов посочи дека оваа година историски ќе има најголем број реализирани проекти. Очекувам во наредните денови да се започне со работа и на новиот кружен тек веднаш до Порта Пролет, односно до паркот Кртеке, кој што ќе го олесни сообраќајот и ќе ја зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Паралелно очекувам да се влезе и во реализација на најголемиот проект, а тоа е проектот Партизанска, булеварот Партизанска, помеѓу населбите 8 ноември и населбата Баби, така да овој месец и наредните месеци ќе се случува навистина една зголемена динамика на градежни активности со кои што се надевам дека ќе се олесни начинот на живот на нашите сограѓани и ќе се решат доста голем број на проблеми. Јорданов истакна дека додека ги служат временските услови, екипите на терен ќе работат со цел да се подобри изгледот во градот и да се подобрат условите за живот на штипјани.